Здраво, дечки! Се согласам со вас и апсолутно се согласувам дека денес купување на ново возило е апсолутно тешка работа. Имаме огромна понуда на модели. Имаме ненормална инвазија на кинески брендови, кинески модели кои што нудат одлична опрема и феноменална цена. Многу голема понуда, страшно голема понуда, ама се уште не знаеме дали вреди да се префрлиме на тоа ново време или да се останеме на она што долго време си го знаеме, оние европски брендови кои што денес некако се мачат со ова ново време, со оваа нова понуда, со оваа нова инвазија. Така да ве разбирам зошто е тешко купувањето и не можеме лесно да најдеме добар автомобил со добра опрема, добра цена, а сепак да го знаеме брендот. Тешка работа. Но ако сакаме автомобил кој што нема преголема драма, ќе изгледа убаво, ќе нуди добра опрема, ќе има цена, тогаш ќе ви го представам денес Citroen C3 Aircross. Citroen C3 пред неколку месеци имав можност да го возам и беше еден од најпопуларните автомобили кои што сум ги возел овој период на тест, но исто така C3 нуди едно редефинирање на пазарот, односно редефинирање во поглед на европските брендови, бидејќи европските брендови реално се мачат со оваа кинеска инвазија, а Citroen успеа да најде начин како сето тоа да го совлада. Тоа видео со Citroen C3 ќе го гледате на YouTube кога сакате, но сега за Citroen C3 Aircross можам само да го кажам ова. Дали ви се верува дека имаме греачи на седишта, греачи на волан, греачи на предно стакло. Имаме реално дизајн кој што изгледа многу убаво, 10-инчен екран, можност за поврзување на телефон, мислам сето тоа ќе го спомнам за кратко, но дали ви се верува дека таа нека опрема која што реално ни треба со сите безбедносни системи, се друго е луксус, нели? Тука во ова кросоверска авантуристичка изведба чини 21.080 евра. 21.100 нека биде со се частени. Тоа е феноменална цена, дечки. Тоа е одлична цена и тоа е еден многу сериозен показател дека Citroen си ја знае работата што треба да направат во поглед на оваа кинеска инвазија, знаат како да се заштитат и знаат што треба да понудат. Но ајде пред да зборам за целата опрема, само да ви кажам околу дизајнот. Напред нормално изгледа како и Citroen C3, бидејќи на истата платформа, ова е само малку поголемо, попрактично. Убав, реално убав феноменален дизајн кој што привлекува внимание, но не е така драматичен кој што кажав. Ова е едноставно за луѓе кои што сакаат да имаат убаво квалитетно возило, кој што ќе го возат на авантура, како јас сега, што ми е во близина оваа локација, можам да дојдам, да отидам на излет во преубава природа, но исто така да можам да го возам и во град. Да ми троши малку, да биде удобен. Како Aircross, мора да кажам дека си ги има неколку детали како и Citroen C3, нормално новото лого и логото е речиси секаде имплементирано. Дали тука на маската напред, горе ке логото, дали доле, дали од страна ке тркалата, дали позади. Нешто што ми се допаѓа дури кога е пластики тука, го има многу незабележително логото поставено, но интересен детал е кога ќе дојдете до него го приметувате многу јасно. Плюс овие тука делови се менуваат, истото го спомнував и во Citroen C3-ката, можете ги менувате околу возилото и да ви изгледа малку поинтересно. Не е нека битна голема работа, но е добро бидејќи Citroen сватиле дека денес ние на телефонот имаме едно 6 различни маски кои што си ги користиме дали за вечер, дали за во град, дали во зима, дали во лето. Нонстоп си ги менуваме, така да сватиле дека и тука можеби мал детал ќе смениш за да ти прави цело време да имаш нешто ново во континуитет. Инаку мора да напоменам дека овие кровни држачи се во оваа опрема, ова е второто ниво на опременост, односно поопременото, и сега ќе ви кажам кои се разликите внатре. Пред да влезам внатре, Кирил нема да биде Кирил ако јас не најдам некоја негативна критика, односно сакам да биде пореален тестот. Оно што сега сакам да ви го кажам е што овој прак ќе стана многу пошироко од она што искрено очекував да биде, бидејќи кога ќе седнам малце повисоко, знае да ми се фати ногата на овој прак.
и ако е врнежливо, или сте заглавиле некаде вака во природа, знае да се извалка колата, а со тоа знаете да се извалкате и вие. Но треба да направите малце поширок чекор и да влезете внатре, за да не го направите тоа. Ако го правите тоа редовно, тогаш ќе си поминете супер. Внатре, мора да кажам дека е убаво, нешто што веќе слично го видовме овој кај Citroen C3-ката, па ќе кажам, нормално, истиот модел е, но разликите се во првото и второто ниво, нормално во цената некаде околу 18.000 е почетното ниво, ова е 21 акциска цена. Разликата е во тоа што тука имаме екран, ова е 10-инчен екран и работи добро, можам да го врзам со Apple CarPlay, Android Auto, што е фантастично добро, бидејќи нормално се си врзуваме преку телефонот. Во почетното ниво тука имаме држач за телефонот, што е повторно интересна работа, бидејќи можете да си оставите телефонот и да го користите него како инфозабавен систем. Друга работа е тоа што како што кажав, имаме греачи на седиште на волан, во другото ниво тоа го немаме, греачи на предното стакло исто така и ги немаме овие седишта кои што се поудобни со овие дополнителни перничиња тука, стварно се чувствува разлика во седењето, тоа ќе го зборам за кратко. Сега, што можам да ви покажам тука? Дизајнот е релативно интересен, па ќе кажам, нема преголема драма, но Citroen сега ќе се вратам на она што го кажав претходно надвор, ја сватиле поентата како да заштедат, како да изгледа тоа добро и како сето тоа да биде функционално. Се ова тука е цврста пластика, па дури на страничните делови од вратите и надоле се е цврста пластика. Нема меки материјали, освен овој материјал тука што го поставиле. Нема да му дадам критика на тоа, бидејќи едноставно кога сум чепкал тука искрено да фатам дали е меко и дали ми е толку битно, освен што ми било битно да биде се цврсто направено за не ми крцка за брзо време или после X години. Тука се приметува дека стварно е цврсто се направено, сега не можам со двете раце да ви фатам да видите колку е цврсто сработено. Дури ми се допаѓа овие копчиња од климата, се толку премиум да стварно да не ви се верува колку е цврсто убаво направено и квалитетно. Значи, намалиле на квалитет, но изгледа интересно и модерно со тоа што тука дури го имаме екранот, исто како во C3-ката, кој што не е класичен екран пред воланот, не е ни класичен head-up дисплеј, но функционира како head-up дисплеј, бидејќи ги гледате информациите тука горе и плюс се проектира како head-up дисплеј. Ги гледате сите потребни информации што ви се битни додека возите и немате заглавување дополнително во некој мени, па да губите концентрираност од патот. Тоа е паметно за Citroen. Дополнително на тоа, тука поставили USB порт, бидејќи ако имате телефон тука горе, можете да си го полните директно или за согозачот може да си го користи USB порт. Тука доле имаме една остава за телефон, две остави за шишиња, една мала остава под рачната и одамна немам возено мануелец. Одамна немам возено. Сега пред да се префрлам позади, морам само да истакнам уште еден момент, а тоа е кај вративе, што ова не е ништо посебно од материјал, но оваа пластика обојлева по различна боја, да изгледа поинтересно, поразлично и да добиете чувство дека ова е сепак малку по-премиум. Нормално тука се порачињата на секоја врата за да ви каже Citroen дека треба да бидете кул, да имате забава и да уживате во возењето. Ако во C3-ката имаше место како градско возило, тука па многу повеќе, бидејќи гледате само колку поради целата таа зголеменост има многу повеќе простор тука позади на заднава клупа и за главата и за нозете, тука е фантастично за седење. Плюс седиштава тука особено повеќе ги чувствувам како ме впиваат внатре во нив, многу удобно. Имате, пак ќе кажам, повеќе простор, доле имате 2 USB порта, 12 волтен приклучок, дури имате мала некоја остава, и ако кажете дека оваа остава е мала, тогаш не се бунете. Веднаш имате уште 2 остави во седиштето тука кој што можете ги искористите и плюс уште едно мало џепче кој што можете си го користите за телефон, можете го користите за децата кои ќе седат тука и ќе гледаат, да го ставите внатре, да не лепите одрени лепенки како мојата лепенка напред за камерата. Така да многу кул, многу практично го направиле ова, нема наслон за рака. Реално не ни помислив на тоа дека ми е нешто потребно. На средниот дел имате тунел кој што не е превисок, широк, така би рекол, но кога ќе седнат тројца на овој дел,
би рекол дека е окей. Би рекол дека е окей. Што се однесува до багажникот, нуди 480 литри багажен капацитет, што е супер. Што е супер за едно, да кажам, прво фамилиарно големо возило е одлично, бидејќи можете да ставите два големи куфери без никаков проблем. Оваа даска можете да поставите на две нивоа, тоа го има во второ ниво на опременост, а под неа имате само простор кој што можете го искористите. Нормално можете си докупите резервно тркало, ги имате моите омилени куќи за качалки. Ако кренете даската на горното ниво, добивате рамен под, ако го спуштите вака доле за да имате поголем багажен простор, во тој случај имате подлабока ивица за користење. Тоа би било тоа вака околу практичниви и комфортниви елементи. Сега треба да почнам да го возам за да видиме како Citroen за оваа мала цена со вака добра опрема ќе вози. Искрено многу сакам што тестот го почнам, возењето го почнам токму од тука, од овој неасфалтиран, нерамен пат, бидејќи поентата за мене за C3 Aircross е токму тоа. Со фамилија да дојдеш, мислам сите ние сакаме и сите тоа го правиме за викенди, користиме со фамилијата, да отидеме некаде на излет, да дискулираме, да пуштиме овците на пасење, едноставно да уживаме во тие заеднички моменти со фамилијата. И при тоа треба да имаме едно возило кој што нема да се замарам, леле дали ќе ги фатам бандажите и ги изгревам, дали ќе ми фати некаде бидејќи ми е ниска, дали ќе ми биде удобно тоа или ќе истресам камен од бубрек. Citroen тоа феноменално тука го имаат направено во C3 Aircross. Мислам Citroen се шампиони кога станува збор за комфортност и удобност. Мислам од секој пат тие максимално се вложувале во удобноста и знаеме какви системи имат направено за амортизација. Така и тука, тоа го кажав и со претходната C3, имат еден нов амортизер кој што дополнително подобро работи. Погледнете го слободно тоа видео, таму малце и повеќе ќе кажам за амортизерите и во претходните други видеа за Citroen воопшто кажам за нивните амортизери. Тука тоа се чувства многу повеќе. Искрено очекував како Citroen C3, едно градско возило кој што сега добива малку зголемена, попрактична, покомфортна изvedба, да биде по-неудобен за возење. Мисля дека ќе му треба многу поголема тежина позади за да се стабилизира. Напротив, еве сум сам у кола, нема одскокнување на дупките, баш е едноставно нежно, меко. Чувствувате како да возите на асфалт, не баре. Не дека е толку рамно, нормално се, мислам, дупка, физика, не може да надминеме нешто над тоа, но е многу удобно. Дополнително на тоа помагаат и овие седишта во ова ниво, кој што апсолутно препорачувам за таа мала разлика во цена, да го земете ова понапредно ниво и да имате возило со сите нишани. Дури на асфалт кога станува збор, не можам да ви опишам сите оние лежички полицајци кои што ги поменуваме, препреки сите кои што ги имаме во град, ненормално многу меко ги поминува, многу меко. И на ваков дури дел, кога одите на авантура, вие ќе уживате. Тоа за мене е поентата на C3 Aircross. Да можам со фамилијата се натоварам, бам, пикник и да уживам. Нормално сега ќе си кажете, чекај, перформанси, кажи, дали он со тие перформанси ќе може да искачи одредени работи. 1, 2, 3 цилиндри, 100 конски сили, препознатлив мотор за PS групација, препознатлив мотор и перформанси за Citroen. Нешто што мора да ви кажам, не ги гледате кај овие мотори, не ги гледате само конските сили, гледате ги ньютон метрите. 205 ньютон метри. Тоа го кажував и претходно со Opel Grandland, кај што кажувам колку ньютон метри има и таму малце повеќе исто така објаснувам за нив. Затоа гледате и ньютон метрите бидејќи се битни, особено кои вакви мали мотори кои што мислите дека нема да искачи. Да бидам се јас реален, не дека со ова возило ќе можете возите офроуд и ќе качувате кузне какви планини, но за онаа мала авантура која што реално секојдневно ќе ја правиме или најчесто ќе ја правиме, во тој случај стварно немате потреба од ништо повеќе. 205 ньютон метри ќе ви извадат апсолутно од секоја средина, колку да сте натоварени, да некаде може би понамалени перформанси, некаде малку повеќе, но
имате доволно перформанси за да не се почувствувате дека сте погрешиле во изборот на мотор. Инаку на асфалт или на поголеми брзини на автопат, 1, 2, 3 цилиндра со 100 конски сили, мене ме изненади колку овој мотор е жилав и активен и може лесно да достигне до поголеми брзини кои што вас ви се потребни. Не е тоа фантастично забрзување, катапултирање, да мислите, вау, каква драма од кола. Не, едноставно тоа се надополнува со целата приказна на C3 Aircross дека треба биде комфортно, удобно, лежеро, но да не биде тоа до утре забрзување и да си кажете, аман веќе дај да забрзам да поминам кола. Не, убаво, стварно достигнува лесно брзина, па ќе кажам не е со преголема драма само. Но нешто што многу ми се допаѓа што има убаво чувство над воланот и над тркалата. Знам секој пат што се случува со возилото, не е тоа преспортски, не е преентузијастички, но е сосема доволно за калибарот на човекот кој што ќе го вози овој C3. Дали тоа ќе биде жена ми, дали тоа ќе бидам јас, ако го земам за фамилиарно возило, пред се сакам да ми биде удобно, да не ми кенкаат децата позади, таман успале јас треба по дупките да ги јакам, да ги чукам и они ќе ми се разбудат, па пак ќе ми кенкаат, пак ќе ми плачат. Не е тука тоа, наставно нема да приметите. Поминав неколку лежешки полицајци, воопшто не се чувствуваат внатре. Мислам, претходно со други возила сум морал да застанам прва брзина, да ги поминам. Втора, трета, не се чувствува воопшто. И нешто што ми е многу интересно плюс, од кога немам возено мануелен менувач. Многу одавна. Мислам, стварно, за градски гужви, џунгли кај нас, апсолутно препорачувам автоматски менувач. Бидејќи едноставно е по-лесно возењето без преголеми потешкоти, застанувате, тргате во таа гужва. Но мануелниот менувач е стварно лесен. Педалата, кумплугот е стварно многу убава, лесна, нема некоја тежина на неа, нема некој чудно чувство. Убаво, лесно го навикнувате за возење. Можам само да дадам една критика во поглед на моторот и менувачот, кој е тука негде во таа приказна. При гасење, ја дури го гасам клучот, се уште му треба време додека се стабилизира. Не е тоа нешто страшно, само го слушам дека му треба се уште време да се стабилизира со гасењето. Ете тоа е некоја друга критика. Инаку, за 21.000 евра и 80 евра или 100, како да ги гледате, со грејачи на стакло, грејачи на седишта, двете седишта напред, грејачи на волан, безбедносните системи во поглед на задржување во лента, читање на знаци, автоматска кочница, сето тоа да го имам за оваа цена, дечки, ова е најреалната цена што може да добиеме, што најреалната цена денес може едноставно да ја имаме, да ја искористиме, така да се друго што нудат другите брендови е апсолутно интересно. Апсолутно интересно, се согласувам. Да го гледаш тука возилото, па да го вртиш, па да му правиш чуда, тоа реално ќе го направиме 2-3 пати толку. После тоа го забораваме. Нешто што ќе ни треба се паркинг сензори, што ги имаме тука, и паркинг камера, што исто така имаме. Дека може и некои други негови ривали имаат подобар квалитет, апсолутно се согласувам. Дека брка работа фантастично, дека е прегледна, реално. Дека не ни треба ништо повеќе од оваа опрема за модерно возило и добра цена и практично. Реално, дечки, што повеќе од ова би сакале да имаме. Јас стварно со Citroen, кога седам да го возам, ме враќа некако во реалноста, колку ние забегуваме едноставно, колку колеве ги правиме телефон, ги пукаме само ова нека има, тоа нека има, вака нека има, така нека има, за функција што ќе искористиме еднаш во годината и нема да ни смени нешто значајно во поглед на возењето. Тука едноставно ќе ни смени во поглед на некој што ќе седи до нас и да каже и јако брат, и толку. А реално, ако сакаме удобен автомобил, ако сакаме практичен, ако сакаме добра, реална опрема, нешто што стварно ќе ни користи, овој зимски пакет би го нарекол, стварно ми користи, тогаш не гледам причина за нешто повеќе. Ова е за луѓе кои што едноставно не бараат драма во возилото, сакаат ново возило, паметно гледат на работите, сакаат безбедно и едноставно сакаат лесно да поминат. Така да,
Ако ви се допаѓа C3 Aircross, пишете ми во коментар било што и да мислите за C3 Aircross, пишете ми што сакате наредно да возам и нормално пишете ми која функција вие ја гледате како најкорисна и најнекорисна. И нормално направете subscribe, бидејќи сме најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија и ми треба вашата поддршка. И се гледаме наредна недела со ново видео. Чао, дечки!